Занатот тогаш беше стварно занат, занатот е злато, што занатот никогаш не умира. Од занатот колку толку ќе работиш, ќе живееш. Вака Тодор Бушевски се сеќава на деновите кога целото семејство живеело од парите кои ги печалеле поправајќи чевли. Со жалење вели дека денеска има се помалку луѓе кои се занимаваат со занаетчиство, иако порано вистинските домаќини биле или чевлари или кујунџи. Занатот изумира полаку, техниката отие многу напред, доста фабрики се отворија, почна малку Кина, Турска да работи, многу работна рака ефтино, многу работна со чевлите ефтино и ние сме работеле све рачно. Поштено, нечи контури да купиш од кај нас, да речето јас кога сум произведувал, сигурно гарантирав година-две да ги носи сигурно без никакви проблеми. Тодор е трето колено од неговото семејство кој се занимава со чевларство. Занаетот го учел од дедо му и татко му, но и посветено работел и учел. Кога учевме осабајле на пракса, посеручек у школа. Тоа беше 4 години, тоа викаме вечерна школа. У вечерната школа имаме сите занати, значи од тие сите занати, да не претерам, ама 85% станаа домаќини и јако добри мајсторчиња. Во Тетово познат како чевларот Буше, Тодор својот живот го посветил на чевларството. Работел дури 60 години. На времето имал 12, па дури и 15 работни часа на ден, но најголемо задоволство за него било кога чевлите кои рачно ги изработил, ќе ги продал на пазар. Сме трчале многу по пазари, со мајка ми, со жената, со децата, и сме работеле. Ти било мило, ти изработаш, сега е више дуго, сега можеш да земеш роба готова, од Турска, од Италија. Тој немаше, тој не даваја, тој мораш да изработиш све рачно, не даваше ништо. Све било рачно, све било тешко. Лепаците беа многу тешки, немало се работело со дрвени чивги, со шило и рачно не изработија. Обичните поправки траат кратко, но има чевли на кои треба да им посветиш дури и неколку дена, вели Буше. За тоа треба и соодветна работна опрема. Мора да имаш добра машина да шије рачно, мислим, добра машина, со добра конец најлонски, сега најлонскиот конец не пушта, е многу јак, има добри гуми, има добра лепак, се зависи од мајсторот, добро се издрца, да се очисти убаво и така. Младите треба да имаат волја, но и семејството и државата треба да поттикне желба, за да не дојде време кога занаетите ќе бидат одамна заборавени.